Екипата на Вардар забележа голема победа над Шкендија во рамките на 11-тото коло од првата македонска фудбалска лига. Резултатот го отвори Стефан Спировски во 36-та минута, кога го изненади домашниот голман Костадин Захов од слободен удар од 30 метри. Бобан Николов во 73-та минута одлично се проби по левата страна и биеше неодбранливо во мрежата на Шкендија, со што ги постави конечните 2-0 за Вардар. Екипата на Шкендија пропушти добра можност да го преземе врвот на табелата, токму од Вардар. На останатите надпревари од прволигашката конкуренција беа постигнати следниве резултати. Македонија Ѓорче Петров Ренова 3-1. Победа Силекс 1-1, Брегалница Пелистер 0-0 и Работнички Шкупи 3-1. На табелата на водечките позиции се Вардар и Шкендија со 25, односно 20 бодови, но тетовци имаат и еден надпревар помалку од конкурентот, кој ќе го одиграат в среда и тоа против Шкупи на градскиот стадион во Тетово. Лина Ѓорчевска за прв пат во кариерата се најде меѓу најдобрите 200 тенисерки во светот. Нашата тенисерка напредуваше 6 позиции од 206-тото, сега е на 200-та позиција. Во конкуренција на двојки, Ѓорчевска забележа уште поголем скок и од 148-то место, сега е на 139-та позиција во светот. Во ова рангирање не се пресметани бодовите од ИТФ фјучерсот во Шарм ел Шејк, кој беше со награден фонд од 100.000 американски долари, а нашата тенисерка и во двете конкуренции стигна до четвртфиналето. Следна активност на тетовката ќе биде настапот на турнирот во Минск, Белорусија, на почетокот на следниот месец.